по 2 милиони денари субвенции од општинскиот буџет на Гостивар за фудбалскиот и за кошаркарскиот клуб кои го носат името на градот. Одлуката за доделување ја донесе Советот на денешната 32 седница. Ова беше единствената точка од дневниот ред за која советниците покренаа дискусија. Советникот Миртезан Селими, одговорницата реагираше дека клубовите имаат спонзори и инвеститори и не треба да се потпираат на финансиите од општината. Јас нема да ја поддржам ова одлука. Фудбалскиот клуб има друг доминантен собственик. На општината припаѓаат 49% од акциите. Ние не знаеме колку доминантиот акционер инвестира во клубот. Кошаркарскиот клуб има спонзори. Општината ете помага со користење на салата и слично. А за успесите клубовите се повикуваат само на спонзорите. Треба да има пропорционална распределба на субвенции, зашто на пример фудбалскиот клуб Форино не добил средства. На тоа му реплицираше неговата сопартијка Њомза Шакири, која рече дека општината сепак има обврска да ги помага клубовите и има предвидено програма за поддршка на спортот. Со коментар се јави и советникот од Демократски сили на ромите Кашмир Салиу, кој истакна дека ќе гласа за одлуката, но побара подетално да се разгледуваат ваквите точки. Кога се работи за вакво субвенционирање на клубовите, повише личиме на хуманитарна организација, која што сметам дека во иднина треба добро да се разгледуваат ваквите точки. Немам ништо против спортот, напротив треба да се спортува. Меѓутоа сакам во наредната минута да дадам една компарација, затоа што општината остана глува и нема на реализација на ресурсниот центар. Освен спортските клубови, субвенции добија и јавните предпријатија за паркинзи и зеленило 2,5 милиони денари и за стопанисување со спортски објекти Ринија 2 милиони денари. На денешната седница беа усвоени измени во годишниот план за вработување на општината. Причината за тоа, како што беше објаснето, биле осогласување со новините во делот на пензионирањето. Советниците усвоија и одлука за доделување помош на семејство кое претрпело штети од пожар.